Дарио, добре дојде. Ај, добро те најдов. Огромна чест ми е што си гостин кај мене. Морам да кажам дека кога почнував, Дарио беше мојот идол. Дарио ми беше еден патоказ како еден скопски сленг може да биде у хит песна. И тоа го пременував долги години и многу хитови успеав и ја да напишам. И нашата прва средба беше, нели, успеав твој телефон да најдам. Да. И ти дојдов на врата, затоа што секаде ти го бара Бактерија албумот. И на крај ми го даде, касета ми даде. Касета, да. Нека, значи, немаше ни ти од објавените касети, туку таа твојата што ти била снимена од студио. Па да, па види си заслужи тогаш на толку труд да ме најдеш, да дојдеш, да ми побараш касета, да ми кажеш тоа што мислиш. Мислам дека е тоа голема вредност и голем показател каков момак си бил уште тогаш и каков човек си денеска. Затоа што мислам дека денеска ретко кој ќе си дозволи таква работа да отиде, да каже искрено пред некого што мисли, како размисла за него и да побара нешто отворено, онака искрено од него. Јас сум една помала генерација, помлада генерација и во мојата генерација на музичари кои што се обликуваа, во секој инструмент постоја идоли. Во однос на текстот, перформансот ми беше. Во однос на бас гитарата постоја и највлијателни басисти, нели, Бодан Арсовски, Кучкар, да. И третиот, Кучкар свири на ладна како камен, жив бас. Да. Вчера се слушнавме, му посакуваме опоравка, човекот паднал незгодно. Да, све најбоље. И третиот е исто тако твој бенд, Петел. Горан Васевски Петел, да. Да, он беше многу атрактивен басиста и одличен музичар и атрактивен на изглед, комплетно понашање на бина. Мислам дека ние во тоа време како Дарио и МиГ-21 бевме туку поприлично атрактивен бенд да не гледа човек на сцена. Да, он го имаше и стасот и... Секој допринесуваше на свој начин, секој. Значи, он буквално беше сраснат со сцена. Има луѓе кои се створени за сцена, он беше... Како реши дека треба да го згаснеш Бонтон и да го почнеш 20 кец? Па види, Бонтон, за оние што знаат, за тие што не знаат да не раскажуваме, Бонтон е многу одамна, од 79-80 тамо. Ние бевме едно трио тогаш, атрактивно трио, New Wave трио, кој беше буквално атракција на овие простори. Работевме убаво, работевме доста паметно и организирано. Едноставно дојде момент, тоа се случи негде после вториот Макфест, ми се чини. Ноќни игри? Не, Ноќни игри беше првиот мој настап соло, после Бонтон. Првите две песни со Бонтон, односно последните песни, беа на Макфест Старо Купувам и таа Мала Маја, мислам. Да. И после тоа едноставно, знаеш кога осеќаш дека нешто не иде веќе, секој си влече на своја страна, си гледа свој пат, така да се едноставно бевме другари, останавме да се гледаме, да се дружиме помалку или повеќе со текот на времето. Едноставно престанавме да постоиме, јас останав како соло изведувач Дарио, но после неколку години, 2, 3, 4 години, тогаш влета една друга екипа, бевме трио. Значи првичната форма на Дарио и МиГ-21 беше трио. Тоа бев јас, Владимир Груневски соло гитара, Шваба, така наречен, и Александар Чекреджи сајзери. И тука се склопивме некако, почнавме да го ствараме тој звук во Македонија, фанк и диско звук. Ама тие беа и у 20 кец? Како? И во МиГ-21 беа они? Па да, МиГ-21, тоа ти викам, првата постава на МиГ-21 бевме ние тројца. Да. Заедно го направивме името со Владо, МиГ-21 и така натаму, со Груневски. И така почна целата приказна, после само ни се приклучуваа музичари за на сцена.
гитаристи, басисти, бубњари и така натаму, сајзеристи, но основата беше таа и бевме, мислам дека бевме едни основоположници на фанк звукот кај нас. Во тоа време фанкот беше нешто вау, чудно, интересно, малку откачено и не беше толку атрактивен звук за широки народни маси, да отидеш сега на концерти да има 5000. Ама сепак останаа хитови за сите времења. Останаа од тој период, од тој албум првиот остана Ладна како камен, остана Косоока до ден денеска, па и Викни ме на чај. Тоа беа трите ударни хитови од тоа време. И затоа некако би го поделил твоето авторство до дупла водка и од дупла водка. Што се смени? Знаеш кај се смени? Упали јако. Не сега ќе кажем, пред дупла водка се промени едно нов левел, скроз отидовме после фанкот со албумот Funky Sound. Може да кажам дека она што беше нокаут со ABC и Временска машина, уствари беше 4 години претходно Дарио со Funky Sound. Да, тоа беше последователно, Таа е она матрицата, шемата за хит, што ја употребивме со нокаут. Кога излегува нокаут, више ние бевме етаблирани, доста се гледавме, така да оние продолжија таа приказна само. Инаку, пресвртот од фанк звукот се направи, како што реков, на албумот Funky Sound. Албумот е Funky Sound, да, има фанк музика многу, но имаше само една песна која штрчеше на тој албум, зашто беше одговорен најмногу во тоа време, снимавме кај него, Тоше Попсимонов, мојот драг другар, продуцент, човечиште и пол, многу ми е жал што не е помеѓу нас, веќе, од скоро. Имаше една песна која се викаше Дај да заспиам. Дај да заспиам, ја знаат сите. Таа беше као чиру целиот албум. Од фанкови, диско, не знам, технаџиски ритмови, оваа беше сама за себе. И испадна дека Дај да заспиам уби тотално на сите настапи, на сите концерти и укапиравме дека треба да свртиме малку прва десно во тој правец. И почнавме веќе со тие, после Дај да заспиам, почна дупла водка, латино шемите, нека биде што биде и така натаму. Funky Sound само со Тоше или со Валентино го работе? И Валентино, да. Тој албум беше дено-ноќно работен со месеци. Во студио работевме дено-ноќно, дури и спиевме таму. Јас, Тоше Попсимонов и Валентино Скендеровски. Валентино е аранжер. Плакатот ми беше на врата долги години. Како? Плакатот долги години ми беше на врата. Да, супер. Промоцијата у МЦМ беше. Беше у МЦМ промоција, видиш, све знаеш. Така да, тогаш беше таа постава продуцент, Тоше, аранжер, Валентино Скендеровски и јас како автор на најмногу на музиките и текстовите. Текстот на Дај да заспиам беше на Тоше и понатаму веќе кога фативме работа со тие латино ритмови, тогаш веќе бевме уиграни со Тоше, работите одеа сами од себе. Почнавме да експериментираме и со латино звук, и со бузуки звук, и со етно звук и така натаму. Значи, мојот опус е шарен. Значи, не можеш да кажеш да. Сега да си 30-ка и треба правиш албум, исто Дарио, кого би го одбрал? Чекре или Тоше? Тоше е без конкуренција у секој поглед. Тоше е без конкуренција човек кој унапред знаеше што ќе се деси со песната. Тоа е нешто неверојатно. Денеска веќе не можеш да знаеш што ќе се деси со песната. Можеш да мислиш дека си направил најубавата песна у свет, песната на својата кариера и да не помине никако. А може и да направиш песна за 2 недели, да кажеш, ајде, треба да ја пуштам и да испадне хит и пол. Никакви правила веќе нема. Порано знаевме, имаше некакви правила. Знаевме што публиката слуша, што сака, што очекува од тебе и мислевме дека унапред, она што ќе го направиме, само ќе си подадевме рука со Тоше мајсторе, направивме хит. И така беше. Денеска веќе не можам да бидам паметен. Реунион имавте пред едно 10 години, кога на твој концерт излезе Шваба со еден Esquire. Да, тоа беше на еден од виноскопите први, кај стара автобуска станица. Да.
Тоа беше преубав концерт, да се видовме со Груневски, го поканив, го повикав да дојде на бина, да си ги отсвири оние песни кои сме ги работеле заедно, буквално. И он беше гостин на Косо ока и на Ладна како камен. И имаше една многу убава енергија, знаеш, една емоција фина, после толку години, не сме се виделе со години и повторно сме заедно на сцена. Убаво е тоа. Ние скоро снимивме спот за твоја песна. Напре една паралела, бидејќи си снимал споти пред 100 години и со Бонтон, нели? Како беше тогаш снимањето спотови, како е сега? Од организација до сам филинг. Знаеш како? Кога веќе спомна со Бонтон, еден од првите спотови кои јас сум ги работел и со мојава група Бонтон беше Добрите девојки не го прават тоа. Тоа беше со Тихомир Бачовски, радио телевизија Скопје. Го снимавме во Охрид, во еден празен базен на хотелот Палас. Тоа беше, не може да се спореди сегашниот филинг со тогашниот. Тоа беше еуфорија, радост, среќа, возбуда. Не знаеш каде си, мислиш дека си на врв на свет. Убави девојки, атрактивни, шетаат околу нас, ние нашминкани, New Wave фазон, Дюран, шминки, коси шатирани, гардероби, секакви, сите у 1000 можни бои. Изгледавме светски, уште тогаш. Тој спот изгледаше светски, но и мене ми е многу жал што никаде го нема и не можам да го најдам. Тоа беше невидено искуство и организација голема. Една голема куќа како радио телевизија Скопје, сегашна МТВ, со организатори, со продуценти, со режисери, со камери од сите страни, многу сериозна организација за тоа време. Не можеше као сега, овде ќе застанам, ќе ми ставиш виножито да се појави. Да. Нема, снимаме. Ќе решиме тоа после. Снимаме и готово, одиме, атмосфера, вистинска, права, во живо и тоа е тоа. Така беше и у студио. Идеме у студио да снимаме песма, 1, 2, 3 и почињаме сите да свириме. Ако јас грешам, се враќаме сите, ако ти сгрешиш, од поново песната цела. Така да тука имаше многу повеќе душа и грешки, но тоа се оние убави грешки кои имаат пати на некој. Не престануваш да работиш, секогаш наоѓаш мотивација за ново и ново. И јас се чудам, да ти кажам. И можеме да кажеме за многу луѓе легенди у нашата држава, меѓутоа реално сите тие легенди ќе видиш имаат една песна, две песни. Меѓутоа Дарио кој ќе направи концерт, тоа е еден голем каталог. Почнувајќи од Бонтон преку МиГ-27 и соло артист, тоа е еден голем каталог на хитови, што знам дека публиката го цени многу. Да. Не знам колку го ценат сите овие организатори на концерти кои што викаат од страна и се спремни да плаќаат големи суми, а не согледуваат колкав каталог има наш артист тука. Тоа ти е погодок во центар на мета, точно. Најголемата награда е за мене тоа што убаво го кажа, кај публиката тоа поминува прекрасно. Публиката знае кога доаѓа на мој концерт, знае што очекува, знае што да очекува, знае кои песни, ги знае сите песни, ги пееме заедно сите песни и тоа е едно неверојатно чувство, но за жал во оваа Македонија оние кои тоа го организираат очигледно не им е јасно дека овде постојат автори, кантавтори, пејачи кои можат да направат 2 сата Greatest Hits концерт. Значи тоа според мене не има едно 5 луѓе, 6 луѓе во моментов кои можат да направат величествени концерти со хитови, буквално. За разлика од некои колегиве што ги носат овие организатори од страна, одиш да слушнеш 2 хита да му ги слушнеш, 20 песни ќе ги слушаш некако, ќе идеш на пауза за цигари. Ова концерт каверим се. Тоа е друг муабет и на тоа сакам да се надоврзам и да ги идам да ги чујам 2 хита. Плюс што кај мене лично никогаш во својата кариера не сум отпел туѓа песна. Не од каприц, не од
не знам нарцисоидност, едноставно јас пеам мои авторски песни, мојот концерт е авторски концерт. Никогаш во животот не сум отпел туѓа песма, не сум отпел никаква тезга од било кој, иако имам нормално јас идоли и на ју сцената и на светската сцена, но мислам дека вистински автор, вистински фронтмен, пејач, треба да го прикаже своето авторско дело, а не да пее туги песни и да пополнува простор. Мој фаворит од сите твои песни секогаш ми била number one, број 1. Тоа кој ја знае, да, таа не е од оние вртените. За крај, Дарио, знам дека зборот легенда у погрешна конотација се користи у нашето секојдневие, кој ќе ти каже некој легендо, мислиш те зеза нешто, да, прави дала. Меѓутоа во овој случај легендо, фала ти искрено што беше гостин кај нас у Хитмејќ. Фала ти многу и тебе на честа и многу ми е драго што сме јас и ти со години многу добри пријатели и колеги и многу ми е драго што од она дете кое дојде кај мене на врата да побара касета си прераснал и дојде до едно ниво високо, професионално и многу го почитувам она што го правиш затоа што си најоригинален тип на нашата сцена и многу ми е драго и јас се надам дека уште многу години ќе се гледаме и ќе се дружиме. Фала ти, Дарио. Чао, поздрав.